Како помина одбележувањето на денот на албанското знаме во Македонија? Видовме видео кое што кружи низ социјалните мрежи, како славеници на денот на албанското знаме го кинат македонското знаме. Во продолжение, ова ќе ни биде дискусија во следните неколку минути. Добро утро, посакувам за Срген Ивановиќ. Добро утро. Значи, синоќа бевме сведоци на едно, јас би рекол, варварско однесување. Не само што беше скинато македонското знаме, имаше извести дека некој друго било запалено, не знам тоа колку е точно. Се пукаше во центарот на Скопје, на бројни улици јавната безбедност беше навистина загрозена. Јас не видов полиција дека ги обезбедува главните сообраќајници, дека на било каков начин ја гарантира безбедноста на граѓаните. Јас би рекол ова малку да се навратиме на назад, ова е еден ново компониран празник, значи не е ова традиционален празник на албанците кои што живеат во Македонија, туку е еден од понов датум празник кој се празнува тука, се празнува во Косово и е јасен израз на сепаратистичките желби на дел од албанската елита во Македонија. И тука нема ништо во начинот на кој се слави тоа, нема ништо што сплотува, што обединува и што споделува некакви вредности, туку напротив, значи прославата се претвора во демонстрација на сила, во демонстрација на пркос и предизвикува инциденти. Втора работа која што е спорна во целата ситуација, се слави знаме на друга држава. Тука има едно објаснување кој го имам слушнат од неколку албански интелектуалци, кој вели дека, знаете како албанците имаат култ на знамето, па затоа демек тоа го прават. Има и други народи кои имаат култ кон своето знаме, па не го прават тоа. Државното знаме ретко кога е одлика и на националните обележја, националните символи. Тие се присутни понекогаш во знамето, но како да кажам, едно е да вие се идентификувате со некој национален символ, а друго е со знаме на друга држава, да го веете во друга држава. Тоа е крајно проблематично и крајно, како да кажам, предизвикувачки за луѓето од другата нација во таа иста држава. И мислам дека на оваа тема треба да се отвори една широка дебата за да не дојде до инциденти од кои се плашам нема да има враќање назад, туку не знам, јас се сеќавам на 2001 година кога во Македонија се пукаше. Ние тоа денеска го користиме еуфемизмот конфликт, тоа си беше војна права и не би сакал тоа да се повтори. Навистина еве апелирам до сите малку да размислат што прават. Инаку тоа не е единствен таков ново компониран празник на албанците во Македонија. Имаме и она денот на албанското кече, што всушност повторно е еуфемизам, се слави независноста на Косово, например. Така, немало инциденти досега за денот на албанското кече, но не знаеме што ќе се случува. А кој ден е тоа? Па не знам кој ден беше, но ќе дознаеме кога е. Не се сеќавам точно на датумот, не е ни битно, значи тоа се све такви датуми кои во последно време се одбележуваат, има за цел нешто да дестабилизираат, нешто да покажат, да прикажат колку сме ние моќни, силни. И ова се иде некако во правец на оние изјави дека ДУИ е подготвен да ја ескалира ситуацијата, бидејќи не е дел од власта. И за жал, ете, вчера успеа тоа да го направат. Значи, а од друга страна,
голем дел од тие луѓе што вчера дели го славе албанското знаме на таков начин, се лути зошто ете македонците, македонскиот дел од партиите го кочат евроинтегративниот процес на државата, нели? Па ќе чуете дека тие сакаат да бидат дел од Европа, дека тие ги споделуваат европските вредности, а вчера видовме нели пукање од калашникови и кинење на туѓо знаме, што е законски недозволиво. Па да, ама и се беше законски недозволиво, значи начинот на кој сега замислете се, еве себе се замислам да бев во автомобил или пешки по улица со моето семејство, како небезбедно би се чувствувал. Знаете, значи имаше тука еден куп на провокации, имаше еден куп на... Не е тоа добро кога вие поради некоја ако се чувствувате небезбеден и да не можете да шетате по улиците на својот град. Тоа е едно страшно чувство. Скопјани не се навикнати на такво нешто. И еве во суштина ќе споменам и ние имаме ден на македонското знаме 15 мај. Јас еве се обидувам да се сетам на кој начин се прославува, не се случува да има. Тоа се генерички некои денови кои нели на тој ден било обично донесено, има манифестација, било изгласено. нешто. Па добро, да, ама тоа често и не се ни известува по медиумите. И е небитно. Сакам да кажам, не е поентата тука во денот или во одбележувањето. Значи, можеше вчера да има свечена конференција, можеше да има научна академија, можеше да има нели тоа. На некој ниво. Апсолутно, да, и веројатно и имало. Ме разбирате? Паралелно, но тоа е падна во сенка. Па да, можеби некои луѓе и одбележале такво нешто на некој начин како што се одбележува, тоа и како што приличи. Да не бидеме разбрани погрешно, ние не велиме дека ако сака некој да го одбележи, нека го одбележи, но на достоен начин. Да, ама ова што беше синоќа беше како да кажам, многу повеќе од демонстрација, многу повеќе од протест, многу повеќе од нешто, значи само количината на испукани куршуми беше огромна. Не знам дали во МВР тоа го следеле, веројатно знаат од прилика. Имаше реакции и од ВМРО ДПМН, се да само тоа па не ме интересира мене на ВМРО ДПМН реакцијата, не ме интересира на владата на Република реакцијата, немаме се уште реакција. Нема реакција, тоа ми беше дали има од МВР, од властите, нема се уште ништо, ВМРО нешто да реагира со соопштение, ВМРО треба да апси, мислам. Дали ги има имињата, еве конкретно за луѓето, дали се препознаени, дали тие што правеле инциденти вчера? Немаме никаква информација, веројатно ќе има некаква реакција од таму, но ќе кажам, тие денеска може да ги уапсат тие луѓе. Тоа не е спорно. Но тие вчера требаше ги спречат тоа да го прават. Бидејќи не постои, вие не можете на пример булевар да закупите за одржување на било каква манифестација. Мислам, ме разбирате? Да. Значи, тоа можеше да се одбележува на плоштад, може да се одбележува нели во некоја сала, во нели зависи, да, и тука организирано и најавно. Тоа се пријавува, се најавува, нели се како што е редот, а немате вие по улици да одбележувате такво нешто и да нема никаде полиција, не. Тоа многу ме загрижува. Значи полицијата вчера не ги заштити граѓаните на градот и тоа е голем пораз. Тоа е голем пораз за сите нас во оваа држава. Без разлика кој сме, што сме, како се презиваме и на кој Бог му се молиме и така натака. Срѓан, мала дигресија, денеска е Black Friday, веруваш ли во Black Friday, дали ги следиш тие попусти? Значи ова сега веруваш, тоа треба да претпоставя што религиски не е. Значи се работи за повторно еден ново компониран празник кој е резултат нели на конзумерската економија во Соединетите американски држави, која полека се интернационализира и нашите нели се паметни трговци се сетија и они нешто да направат за Black Friday. Видов дури од Сабајлето и имаше пред некои дуќани, веројатно каде што има попусти и редици. Не е тоа
ништо спорно, ни едните ни другите не ги обвинувам за било што, тоа е начин да се продаде и начин да се купи нешто поевтино, да. Но ја не сум бил во Соединените Американски држави за Black Friday, но тоа што можам да го видам, попуштите тоа се на вистина големи, да. И реални. Реални, ке нас мислам дека тоа нема такво нешто, освен со мали шлючоци каде што нели некои производи на вистина се спуштат, кои се, да кажеме, скапи, се однесува веројатно нека поллуксузна роба. Благодарам многу. Да, Слободен печат секако не заборава и сите актуелности се обидува преку нашата утринска програма и преку нашиот портал да ви ги донесе на дланка. Продолжуваме ние понатаму со нашата програма, бидете заедно со нас.